Следи една успешна приказна на две генерации кои што се надоврзуваат, но во исто време и се спојуваат во музичкиот печат кој што го оставаат низ годините со својата музичка дејност. На моје и на ваше задоволство денеска ќе им посакам добро утро и добре дојде на двајца прекрасни докажани музичари, Драги Станков, помладиот, и господинот Трајче Станков. Благодарам за убавата најава. Добро утро во овој убав ден, пред Великденски четврток. Поздрав до вас сите овде во што ја реализирате оваа емисија. Поздрав до гледачите кои што ово утро одлучиле да гледат со вашата прекрасна емисија. Еве на самиот почеток да им го честитам престојниот Великденски празник на сите православни христијани за многу години да е. Убаво им го честитавте со вашата прекрасна изведба, а имаме уште поубав повод за разговорот кој што ќе го водиме денеска. 20 години музичка композиторска кариера на Драги Станков, но и ново CD кое што денеска ќе го представиме пред гледачите, а секако со господинот Трајче, познат и докажан кларинетист Трајче Станков. Денеска ќе се подсетиме на едно CD во кое што се собрани ора и чочеци со мајстор Тале. Фала. Прво еве за ората, јас ако може да спомнам, Секако? тие ора се снимени пред извесен период. Ова што го слушавме е Вардарска игра, снимена со македонски оркестар од големиот оркестар на Македонската радиотелевизија. Така. Инаку се ората, ова е лично негово авторско дело, а и другите ора се ора кои што низ годините, повеќе од 40 години има настапувано господинот Трајче, татко ми. Аранжманот на сите ора се негови. Да, јас од прилика аранжманите, вашиот така, да. Музиката е негова, Добро, за Мистер музиката. Компани, значи официјално како продукт излезе тоа CD. Мораме да напомнеме еве на самиот почеток дека веќе го подготвуваме наредното CD. Одлично, одлично. Во неговите пензионерски денови да ги исполниме, колку јас наоѓам слободно Најубаво време. да се исполни со работа и нешто што ќе остане како трајна вредност за љубителите на убавата музика. Тоа, главната цел е тоа да ете ора кои што ги свирал низ тие 40 години, Така. надополнети со негови идеи, да останат ете за како еден белег од неговата кариера. Така. Драги, твоето CD со наслов Мојот музички печат има собрано колку 17 песни кои што се твои авторски песни, а ги исполниле познати музички имиња од македонската сцена. Да, значи минатата година излезе ова како продукт. Сакав да, еве на самиот почеток да напоменам дека ова си го правев јас лично, како мој обележување на тие 20 години. Намерно не излезе за официјална продукција, намерно не барав ниту спонзори, ниту ништо, заради тоа што овде се гласовите на многу наши познати пејачи, кои што веќе овие песни ги ставиле на нивни CD-а. Јас би сакал само од прилика да ги спомнам пејачите, ако може. Ленче Кукич, Татјана Лазаревска, Сузана Гавазова, Благица Калева, Горан Кукич, Оливер Додев, Зуица Лазова, Ванга Стојанов, Јасмина Мукаетова и Оливер Додев, кој што живее во Швајцарија. Сите познати имиња од македонската музичка сцена. Со неколку песни се, да речеме, Благица, Сузана Гавазова, Татјана Лазаревска, песни. Тематски сакав да биде со балади. Значи ова CD од целиот мој опус, да издвојам балади кои што одбележале еден мој период, да се надевам дека и дел од кариерите на пејачите одбележале дел од песниве, кои што еве една, например, ќе ја слушнеме. Многу од овие песни се изедени на фестивали, па скоро сите се изедени на фестивали. Многу од нив имаат освоено први, втори, па и трети награди. Награди за аранжмани, што ми се мене лично посебно драги. Колку е Драги Станков задоволен од сето тоа што успеал да го реализира на музички план за сите овие 20 години музичка кариера? Затоа што едно се плановите, друго е реализацијата, но верувам дека си задоволен. Презадоволен сум, искрено да кажам, како и спортистите и музичарите, нели има одреден период каде што се најмногу активни. Тоа се овие 20 години, затоа сакав да ги одбележам. Сега има нели веќе нови имиња, нови автори, не дека ние другите не работиме, дека не постоиме, но во овој период од 20 години, 22-3 години се реално, од кога прв пат јавно е
изведе на фестивал моја песна. Значи, идеите ми се мене уште од средно, од некаде 90-тите години. Задоволен сум затоа што активен скоро... постојано за сите овие 20 години, тоа е многу важно, да. Да, и продолжувам и понатаму. Како ќе го одбележи 20 годишниот јубилеј? Планираш ли нешто? Па, Освен ова CD кој да. што еве го одбележува и го дава печатот на твоето творење. Многу размислував со тоа со еден ваш колега Зоран Ѓорѓиев од Струмица, Така. од новинар, кој што е главен иницијатор можеби за ова CD повеќе од мене. Се залагаше за ова CD. Размислувавме дали да не направиме како официјална промоција некаде во ресторан, да речеме, нели како што се прави, но дел од пејачите, поголем дел од пејачите не живеат во Македонија, значи сакавте сите да ги соберете и да се направи на вистина. без нив каква би била промоцијата, нели? Но еве можност преку медиумите да се допре нели до гледачите и да им се представи. Ова е прва промоција, иако е веќе неколку месеци ова готово, ви благодарам уште еднаш на македонската телевизија. За сите овие 20 и нешто години стои позади мене, се чувствувам како дома, искрено. Нели? Како матична телевизија. Задоволство е кога имаме квалитетни луѓе кои што имаат што да представат. Да речеме на таа постарата, по-македонската генерација, со кои што внимававме на чист македонски звук, на чист македонски примеси, тоа јас не би требало да го кажам. Продуцентите кои што работеа во македонската телевизија во студиото. Да. Тоа се нивни зборови и ми беше мило кога го слушнав тоа. Ќе ви посакам уште многу години успешна работа. Реков, спој на две генерации, на доврзување, но и спојување на сето тоа што го работите. Убава можност, нели, да наследиш еден убав музички талент од твојот татко Трајче и да го пренесам на моите синови, да го продолжиш да го работиш успешно, но и да го пренесиш на твоите синови. Ќе ти посакам уште многу успеси, уште многу промоции на вака квалитетни CD-а со твои авторски дела. Уште еднаш честит празникот, нека е за многу години да се гледаме за убави работи. Во продолжение ќе слушнеме исто така една твоја авторска песна која што е изведена на еден од фестивалите овде во Македонија. Да, тоа е прво наградената на Цветници 2014, Љубовен жар, што ја отпеа Татјана Лазаревска. Да ја слушнеме песната и секако со тоа да ги поздравиме и гледачи, да ве поздравувам и вас. Времето минува, срце не остинува, твоите бакнежи коси будат надежи, тајната скриена, чаша недопиена, животот